Додека се чека обвинителниот акт кој треба да покаже кој каква одговорност имал за пожарот во дискотеката Пулс, кој беше кобен за 62 животи, политичките партии продолжуваат со обвинувања што е испуштено во истрагата, а што е преземено по трагедијата. Од опозицијската СДСМ и денеска објавија нови информации кои според нив се избегнати во истрагата и најавија дека ќе ги достават до обвинителството. Денеска прашува дали има пријава во обвинителството за потеклото на пиротехниката поради која изгоре дискотеката, и ако има, зошто не е постапено по неа. Тврда дека фирмата за пиротехника била од блиското опкружување на премиерот Мицкоски. Зошто МОВАРа на Панче Тошковски досега не испита кој нелегално во Македонија шверцува пиротехника и како пиротехничките средства завршиле во дискотеката Пулс комната вечер. Дали доколку се дознае потеклото на пиротехниката, истрагата ќе дојде до најблискиот периметар на луѓето околу премиерот. Од ВМРО ДПМН пак велат дека не се води селективна истрага, како што според нив се водело со истрагата за модуларната болница во Тетово и обвинија опозицијската партија дека злоупотребува трагедијата во Кочани. За разлика од претходната власт, сега има соопфатна темелна истрага за трагедијата во Кочани, во која беа опфатени поранешни и сегашни функционери, од кои некои се во притвор, а тоа е доказ дека сега има одговорност и неселективност. Владата на ВМРО ДПМН, за разлика од претходната власт, донесе серија законски измени со кои тотално се забранува употреба на пиротехнички средства во затворен простор, со цел да нема импровизации кои во иднина би резултирале со несреќи. Санкциите за прекршување на оваа забрана драстично се зголемени, но исто така утврдена и строга одговорност за нелегално присуство на малолетници по полноќ во угостителски објекти со цел заштита на младата популација, велат од ВМРО ДПМН. Пред една недела заврши истрагата на основното јавно обвинителство за 46 лица кои имаат поврзаност со пожарот во Пулс. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност. Во меѓувреме во обвинителството за гонење организиран криминал се уште трае истрагата за 14 полициски службеници. За утре повторно е најавен мирен марш на семејствата на загинатите во импровизираната дискотека, преку кои бараат правда и неселективна одговорност за изгубените животи на нивните блиски. Тамара Дичевска, Сител телевизија.